Загадувањето на воздухот руши рекорди и на југозападот. После метрополата, Кичево е еден од градовите со опасен воздух, каде на сила се и вонредни мерки. Ослободување од работа на бремените жени, лицата постари од 60 години и хронично болните. Новата апликација на Министерството за животна средина покажува дека само во првите 17 дена од декември во Кичево имало дури 13 дена со надминување на дозволените вредности на PM10 частичките. Исто и во Струмица и Лисиче. Миле Алексовски, експерт по екологија, меѓу другото вели, општинските служби веднаш треба да ги засилат инспекциите на терен, да се види од каде доаѓа загадувањето. Општините треба да ги зајакнат инспекцијските служби и да почесто излегуваат на терен со цел да ги спречат определени граѓани и некои помали фирми кај што се горат стари гуми, прегорено моторно масло и некои други отпадни материјали од пластика и така слично, кои емитуваат многу канцерогени материјали кои се многу штетни по здравјето на луѓето. Загаден воздух дишат и охриѓани. Некои денови измерената концентрација на штетните PM10 честички изнесува 298,7 мг на метар кубен, што е неколку пати над дозволеното. За загадувањето на воздухот во Охрид, екологистите прстот го вперуваат во изградбата на се повеќе висококатници. Градоначалникот пак вели, изворот на проблемот е греењето на дрва. Општините сами не можат да решат тој проблем затоа што загадувањето во Македонија е исклучиво, односно генерално од домакинствата и начинот на кој што тие се греат. Охрид е урбанизиран град кој што од 2014-15 сите оние места каде што има урбанизација се донесени плановите, тоа е лесно видливо и лесно проверливо и мислам дека после 4 години да разговараме каде што сме имале само 2 урбанистички плана, да разговараме на темава, мене ми е смешно. Лекарите предупредуваат дека ваквиот воздух може да предизвика сериозни последици, особено кај хронично болните, децата и повозрасните. PM частичките продираат длабоко во белите дробови и можат трајно да го оштетат здравјето.